Аквадуктот, ама што ако само го реконструираат и пак ќе биде исто. Истото ќе се случува, пак повторно ќе се фрла ѓубре, повторно ќе се шкрта. Нема профит со државата од тоа, само нели троши државата на реконструкција. Би посакала да биде еден нов градски парк, едно место за уживање, место каде можеме се напиеме кафе, да подишеме свеж воздух, да бидеме на сонце, каде што ќе имаме некоја историска димензија до нас, бидејќи е интересно секогаш да знаеме дека нешто сме наследиле. И сето тоа да биде пропратено со културна забавна програма, од некој концерт, некоја интересна представа и нешто слично. Мислам дека откога ќе се решат имотно-правните односи, што е државно земјиште, што е приватно, може да се огради заштитениот простор. И тука може да се ангажираат туристички локални водичи, да ангажираат туристи, да се наплаќаат и карти, што е добро за градската каса, да има разни настани, ивенти како од типот на Скопско културно лето, да се монтира некој амфитеатар лесно монтажен, се да биде еколошки и монтажно. Гледате што се случува, се фрла смет, шут, ѓубре, се корнат градежни елементи од аквадуктот. Едноставно оставена на забот на времето и иако веќе можеби пред 5-6 години имаше иницијатива дека од Министерството за култура дека ќе се реконструира, требаше да поминат 5-6 години и еве сега гледаме да се реконструира. При изведбата на теренскиот увид на ден 21.10.2019 година, стручните лица утврдија дека освен негативните влијанија од климатските промени и неповолните атмосферски влијанија, има засилено делување на човечкиот фактор во разградувањето и дестабилизацијата на аквадуктот во Скопје. Заради тоа беа алармирани службите во Министерството за внатрешни работи и Управата за заштита на културното наследство. Состојбата е таква како што си беше и претходно. Мислам дека влезот си е слободен, пристапот треба да се среди и треба да се најде начин за некој друг нов соодветен пристап или па истиот да се малку да се воведат некои, да речеме, мерки на хигиена или на собирање на сметот, што е надлежност на комунална хигиена, можеби да се постават некои браници, некои тотеми, ознаки за самото место. Имајќи го предвид значењето на објектот, неговиот габарит и степенот на оштетување, а согласно финансиите, се предвидува непосредната заштита на објектот да се одвива во повеќе фази во текот на неколку години.